Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, во кој денеска со оглед на развојот на настаните повторно ќе разговараме за тема која е поврзана со специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, бидејќи многу работи се случуваат и покрај тоа што официјално и беше избрана и се разгледуваат нејзините предлози околу нејзиниот буџет и се разбира околу нејзиниот тим, хајки кои се водат против неа, притисоци кои ги трпи, срдисана од сите страни и така натаму и така натаму. Во секој случај се разгледува од сите можни аспекти кога станува збор за нејзиниот избор, како што и беше очекувано и е нормално, природно, со оглед на тоа дека е во центарот на вниманието на народот и на политиката, бидејќи се очекува од неа да го најде излезот токму од правно-политичката криза или пак да помогне најмногу во тој излез од правно-политичката криза на Република Македонија. Наместо предложените 14, Советот на јавни обвинители одбра само 7 обвинители од тимот кој што го предложи Катица Јанева. Председателот на Советот смета дека за сега тоа е доволен број на обвинители кои ќе работат по предметите кои произлегуваат од прислушувањето. Специјалната обвинителка Јанева од ваквата одлука ја искоментира како кршење на законот за специјалното јавно обвинителство. Во однос на финансискиот план, Советот на јавни обвинители само го разгледал, а крајниот збор ќе го има владата. Одиме со изјавите. Према бројот на предмети кои ги имаме во предвид, кои се сега во работа и кои ќе преминат во работа, сметаме дека се доволен број на јавни обвинители. Втора работа, во иднина и самиот јавен обвинител во тие финансиски планови, во персоналниот план, кажува дека ова бројка не е конечна и дека може да се зголемува бројот на јавни или да се намалува. Јас се останувам на својот тим, да биде избран од страна на Советот на јавни обвинители. Советот со ова го прекрши законот за специјалното јавно обвинителство и го узурпира самиот договор во пржина. И надевам дека ќе ја коригираат во најскоро време нивната одлука. Значи, јас се надевам дека Советот на јавни обвинители ќе го избере и останатиот дел од мојот тим. Така назад во студиото по изјавите. Бурим Рустеми, Елизабета Јосифовска, Лејла Кадрију, Љубомир Лапе, Марија Ѓорѓева и Стефчо Донев, како и Фатмир Фетај, се обвинителите кои ќе соработуваат со Јанева. Помеѓу нив не се најде Лиле Стефанова, обвинителката која ги застапуваше предметите како ликвидација и фаланга, кои американскиот Стейт Департмент ги оцени како политички. Председателот на Советот на јавното обвинителство Петар Аневски рече дека гласањето било тајно, но и дека бројот од 7 обвинители е доволен да работат по предметите кои ги произлегле од прислушувањето, вели колегата Михајло Видимлиски во својот прилог за дневникот во 17 часот. Специјалната обвинителка е изненадена од ваквата одлука на Советот, со која, како што рече, се крши законот за специјалниот обвинител, но и узурпација на договорот од пржина. Финансискиот и работниот план, кој предизвика низа реакции во јавноста поради сумата од 1 милион евра годишно, која Јанева ја побара, како и бројката од 124 вработени лица, меѓу кои и 30 телохранители. Аневски рече дека е прифатен, но последниот збор за тоа ќе го има владата која треба да ги обезбеди финансиите. 0260 91 924 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате и да го давате вашето мислење околу денешната тема. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав, Огне. Поздрав и до вас. Значи, Курпана Јанева од обвинителите. Па тоа не би го нарекол баш така. Вака сега обвинителите уствари направија две, за мен, според мене, огромни грешки. Тоа е прво мешање во договорот од пржина, како што слушаме и од последни информации, дури и прекин е предизвикан сега на договорите од страна на една партија. И како второ, директно мешање во ингеренциите на специјално јавен обвинител и кршење на законот според кој што тој јавен обвинител си е избран и си го формирал својот тим. По дебелиот крај кој ќе го излече? Па народот ќе го излече по дебелиот крај, затоа што дури сега станува се појасно и појасно дека ВМРО се оние кои што индиректно ја буткаат во тивок протекторат Македонија, затоа што за секоја ситница почнуваат да ни фалат странците, да наместо нас носат закони, ни ги тураат под нос и тие закони се понатаму гласани.
Сметам дека обвинителите во најскоро време треба да се ја полечат оваа лакрдија, која што е под директна наредба на врхушката од ВМРО и договорот од Пржино и законот за специјално одјавен обвинител да си бидат испочитувани до крај. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме веќе некој следен на линија? Добар ден. Добар ден, колега Петар Христовски Пепи. Поздрав до вас, повелете. Поздрав до сите во 24 и поздрав до сите гледачи од маестрот и Лучи Пепи. Повелете. Убого спомна народот. Ова си играат мајтап со нас, партијата која е на власт. Сега Јанева, утре може да ќе речат и Груевски достојни премиер. Пример. Значи, треба да напуштат веднаш преговорите, треба да искочат од парламент, заедно со народот и со полицијата да ја земат власта во свој раце. Ако неки полицијата, тогаш насила. Поздрав од Петар Христовски Пепи. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден и среќен ден. Предходно сакам да го поздравам Пепи кој пред мене се јави. Ние сме добри пријатели со него. Така, повелете. А сега да кажем збор два за обвинителството. Обвинителството во Република Македонија, ова што го направи е срамен чин и ова е под директна директива на партијата ВМРО ДПМН. Сега како што знаеме и како што дојде информации, СРСМ сака да ја да ги напусти преговорите од Пржино. Јас предлагам вака. Или Јоханес Хан да дојде во Република Македонија и да прогласи протекторат, тој да ни ги избира председателот, премиерот и сите други функционери, или пак втората солуција Зоран Заев да го повика народот и членството на масовен протест пред собранието на Република Македонија и да издействува се што е договорено во Пржино да се спроведе, а не ВМРО ДПМН да ги обструира договорите и партиските нивни медиуми погрешни информации да им даваат на граѓаните и во нивните емисии од партиски штабови да им се јавуваат гледачи и да ги критикуваат опозицијата и се што е надвор од опозиција од власта. На крај да кажам, ќе повторам уште еднаш. Ова не го бива више вака. Ова е веќе лудило што го прават власта, плашејќи се дека ќе одат во затвор, а се знае кои ќе одат во затвор, врхушката на ДПМН, бидејќи ВМРО е свето име. Уште еднаш ќе нагласам. Добро, ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Значи, доволно ве слушаме поеднаш, не мора ниту да ни повторувате, ниту да нагласувате. Не сме воопшто ниско интелигентни. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Имате добар ден. Ве слушам, повелете. Добро, зошто да не дадат корпа заради деколтето? Тоа е многу сексистички, господине, и тоа е недозволиво во емисијава. Ви благодарам за јавувањето и пријатно. Друго сакам да кажам. Не вака, види. Извинете, мислам... Не, многу е прост односот да зборувате така. Значи, ако имате нешто да кажете, кажете. Друго ми е зборот. Не во таа смисла, корпа. Од изборот корпа, знаеш кај се употребува. Корпа, нели, обично, и самото прашање е така жаргонски поставено, па сака малку на шала. Така, повелете. Намер некој... Така, повелете. Малку тутурски е, да она сама бира, да она секога и не ја бираат. Сумата што е дадена, кај се работи за 3000 евра, 1000 евра, и тоа ми се чини дека легален начин на барање на мито и корупција, уцена. Значи, ова може да представува кривично дело, уцена, јавна уцена, човече, народот го уценува во ова без парица, бара 3000 евра за неа и за другите и пусто 1000 евра, не знам шо, за чувар, за метлар, па за таа плата јас ќе се пријавам таму за чувар, за метлар и 1000 евра. Така ли, што да ги имам факултет. Од друга страна, може да кажам дека и неговиот однос, јас како, значи, странка во еден случај, ме отвали толку вулгарно, толку грубо, толку навредливо, што не сакам сега да зборам во оваа ситуација кога и јако сум правник и јас сум школован, значи, инако чиста ми е душата апсолутно по секое прашање и наместо да ме заштита контра ми отиде. Значи,
не ќе да навлегувам повеќе во такви работи, не сакам да паѓам на тоа ниво, но од друга страна сепак ми се чини дека специјалниот обвинител е директен упад во правниот систем. Значи, не може странците да ни креираат ако обичтуваат правата, ако обичтуваат меѓународното право јавно. Не може тони да се ставаат над парламентот, над судските органи и со тоа се рушат демократските принципи на светскиот поредок. Значи, тоа е директна да речем и тиранија. Не можеме ние фршковски му таму го руши интегритетот на македонскиот, тој е антихрист, ги мрази македонци да си живеат. Тоа е масло негово. Го гледам како изјавува, го гледам како зборува, толку ми е антипатичен, толку е празивен. Добро, тој не е тема на разговор, ви благодарам за јавувањето и пријатен ден за вас. Законот за специјално обвинителство е оспорен пред Уставниот суд. Иницијативата за проверка на уставноста на законот ја повел адвокат од Свети Николе кон крајот на минатиот месец, потврдиле за дневниот весник Вест од Уставниот суд. Седница за оваа точка се уште не е закажана. Но вчера и државниот обвинител Марко Зврлевски во име на сите обвинители незадоволни од како што се наведува во соопштението на Републичкото јавно обвинителство, статусот, платите и привилегиите на сите обвинители во однос на специјалната обвинителка Катица Јанева и нејзиниот тим, побара да се оспори уставноста на законот со кој што е формирано специјалното обвинителство. Доколку се случи тоа ќе биде првата државна институција која што поведува оспорување на закон кој што е донесен во склоп на преговорите за договорот од Пржино и со доколку тоа се стави на оспорување и доколку падне, пропаѓа и договорот. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Во врска со законот за јавниот обвинител. Добро. Тој мој закон мора да биде донесен према уставот на Република Македонија. Таа ги одбила тие јавни обвинители. Ако се држи на тој закон, зашто го пуштила до Советот на јавни обвинители на Македонија? Значи, во Македонија постои устав. Прво е направен државен удар што поставен специјален јавен обвинител, а има јавно обвинителство. Ајде во ред, ние како македонци и други заради мир во куќава, тоа го пречутиме. Тоа не е во ред. Да не се повикуваме стално на меѓународна земјица. Затоа што меѓународна земјица знаеме што направи на Косово што направи. Еве во Косово се тепа нон-стоп. Па што е во Ирак, па што е на други места и на трети места, дали сакаат исто. Да не биде тоа меѓународна земјица, од една страна го пали огњот, а од друга страна го гасне и се воа како пожарникари. Спрема тоа да се освестиме сите дека не е ова во ред. Таа побарала толку пари, после месец дена два ќе побара можда милиарди, не милиони. Милиарди и Советот треба да му одобри тоа. Така. Или да побара место 30, да побара 100 телохранители. Па каде го има тоа? Так. Ако во нијна земја го нема тоа, кажите некаде во некоја земја дека го имат. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Да. А после тоа, таа води сега према ова што го прави, таа само работи за едната страна, што е многу лошо. Граѓаните го гледаат. Само на едната страна работи. Тоа е многу лошо. Тоа е катастрофа за Македонија. Добро. Таа нека се преиспитат. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме следен гледач на линија? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некого? Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Од Трубица се јавам, Митко Клянков. Поздрав до вас, повелете. Еве да ви кажем јас, ова нема да има ни под крај додека овој човек е на власт. Не може да свати овој народ дека се работи против него и тоа ќе трае уште многу време. Тие не сакаат да одат во затвор. Бидејќи знаат сите дека цела Македонија и цел интелигентен народ знае дека Груевски е најголем лопов и најголем поштапле во Република Македонија. Исто и неговиот братче Змејалков. Додека тие двајца уште се на слобода, во Македонија ќе нема ништо. Македонија ќе биде заложник на овие двајца луѓе. И друго, значи, обвинителката подхитно
да си даде оставка и да видат сите во оваа држава што ќе се дешава понатаму. Ќе нема ни ред, ни поредок, ни устав, ни ништо. Овој народ треба конечно да свати дека без револуција нема ништо. И затоа викам целиот членство на СДСМ и народ кој мисли исто како СДСМ. Така. Кренат на една всенародна дефанзива против Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Прво, воопшто не е тема на разговор револуција или дефанзива или кревање на востанија и слично. Тема на разговор е денешната емисија каде што се зборува за тоа дека Советот за јавни обвинители даде корпа за половина од тимот на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Тоа значи дека она што таа го побара вкупен тим од 14 обвинители во нејзиното окружување е преполовено на 7, кои имиња ви ги прочитав на почетокот, кој ќе го извлече подебелиот крај, со тоа што веќе она што таа го предлага уште од старт е проблематично. Не зборуваме за ништо друго останато. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Блаже од Прилеп. Поздрав до вас, Блаже, повелете. Во оваа држава човек да се згрози, да се застрама и обвинители, и суди. Добро. Понатаму? Исклучувате. Дали се слушаме? Дали имаме некој на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден за емисијата, го сакате? Да, во емисија сте, повелете. Па види вака, сега ова се очекуваше дека ќе има сопки, не ме изненадува ништо, уште само од саботата кога почна со на фамозно појавување на тој документ во јавноста, каде што за планот и програмот на работата на обвинителката, што е нонсенс и што покажа професионалноста во обвинителскиот совет, значи они си покажаа самите колку се професионални кога им истори документот. Така да мислам дека сепак ова ќе се заврши, има среќен крај, бидејќи сега ќе се јават тие 11 телефончињата и ќе им кажат на овие нашиве стручњаци да не скакаат многу и дека затоа што мислам дека се знае чим застана Америка и Европа позади господјата, сепак таа одлука ќе се преиначи. Сега во врска со ме чуди од кај го знаат точниот број на колку предмети ќе искочат од ова прислушкување Советот на јавни обвинители, па да одредат која бројка на обвинители е доволен број и ме чуди зошто не го прифаќаат бројот на помошници, ама го прифаќаат буџетот на специјалната јавна обвинителка. Значи тоа е контрадикторно што го направија они. И од тие причини не сум многу, да кажеме, возбуден, мислам дека ќе очекувам разврската, меѓутоа ме зачуди ставот на стручњакот Зврлевски колку е аполиптичен. Пазите, баџанакот на баџанакот не било непотизам, меѓутоа комашинот на кумот било непотизам. Мислам, нонсенс, такви глупости како што кинева. Јавните обвинители треба да се засрамат во Република Македонија. Не да скакаат и да бараат, требало понапред да си бараат плати и работни места, како што ги следувало по закон ако мислеле, но не сега и да се скријат позади некој си адвокатот Цвети Николе таму што правеле тој театар. Јас сакам јавно да го прашате господинот Зврлевски, зошто 3 години, ако е точно да се што го кажа господјата Ременска, во врска поднесена кривична пријава. Нашите неполитички јавни обвинители 3 години не постапуваат по незината пријава за истрагата околу недостатокот на едната опрема што е за правење лични карти. Втора работа, зошто господинот Зврлевски до ден денеска, веќе 10 месец, не кажува во јавноста како и му ги проби пим мерките во јавноста. Што значи што е казниво по кривичен закон, пропишано со закон, дека тој што ќе го направи тоа треба да одговара пред закон. Добро, да не ја прошируваме темата, ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Се слушаме? Да, повелете. Виде, баш ми е мило, вчерашната тема изгуби, меѓутоа сега се побрзавме, не може да намалам телевизора појде. Виде, она е Гевгелишанка, јас се јавам од Гевгелија. Мило ми е за тоа што ја познавам фамилијата, татко и беше долгогодишен судија. Мислим и цел век тамо го помина. Многу строг, но многу правичен. Така да, ако викат куш се паѓа под коранот, и она ќе биде достоинствена и на врхунацот на место кој е избрана. Истовремено и честитам и изборот и да биде по стапите на предходниот
на нејниот татко кој што беше судија и така да јас вчерашниот коментар што беше во капаните и порано секој пат за неја се нај е било. Према тоа сега ви честитам и на вас, Огњан, на емисијата и истовремено и новите заменици му честитам кои ќе бият. Треба да се турат такви луѓе кои што мислам ќе бидат достоинствени. Уосталом ќе каде времето ќе го каже своето. Се најубаво. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добро, немаме на оваа линија, ќе почекаме некој да се вклучи следно. Дали се слушаме веројатно веќе? Добар ден. Добар ден. Ало? Да, ве слушам, повелете, добар ден. Добар ден. Повелете. Се јаво лично од Богданци. Поздрав до вас. А гледам темата секој ден. Имам едно прашање. Ајде. Зошто господинот Никола Груевски не стане да си оде? Тоа не е способен човек за да вода влада на Република Македонија. Добро, дали имате да кажете нешто околу темата? Друго, господинот Заев. Добро, ви благодарам за јавувањето. Поздрав до Богданци и убав ден таму. Дали има некој друг на линија? Добар ден. Ве слушам, повелете. Самото неизбирање на сите обвинители кои ги предложи госпоѓа Јанева кажува само по себе што значи тоа. Значи, оние кои не беа избрани не се подобни за власта. Јас мислам така. Значи, тие сакали неке ги изберат. Тука нема дилема. Знае се по чија команда. Ова другото, кој ќе го извлече по дебелиот крај? Сите тие кои прават обструкции ќе го извлечат по дебелиот крај. Па тогаш ќе се чудат што ги е снашло, бидејќи имаме многу обвинители за кои и јас знам, многу предмети ги ставаат во фиока и чекаат да застарат и потоа со аргументи имам. И потоа кога одам кај нив викам што е со предметот, ќе добиете одговор и доаѓа писмен одговор, предметот застарел, бидејќи по тој основ за кој се гони дотична особа, тоа е особи, можеле да добијат само до 1 година затвор. Па зошто не си го пуштил во процедура, во суд? Ме гледа бледо, такви обвинители не ни требаат. Сите овие кои ќе го прават, кои ќе прават обструкција во корист на владата, ќе насадаат. Благодарам и пријатно. Ви благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Едвајде добив, добар ден, биди жив и здрав. Ви благодарам и вие исто, повелете. Сакам да кажам дека вчера во една ваша емисија актуелно еден адвокат, една особа ја викаше чирак. Јас денеска ќе го употребам тој збор. Чираците на Зврлевски и на Груевски пробуваат да направат обструкции спрема јавната обвинителка и ме чуди кога многу од гледачите што се јавуваат дискутираат дека ова е наклонета кон една група на луѓе кои што треба да ги гони. По една група луѓе крадеше и правеше глупости низ Македонија. Не може таа да ме суди мене и тебе што не сме направили нешто. Се знае кој треба да одговара тука. Втора работа, сите дискутираат колку голема плата ќе земала јавната обвинителка и јавните обвинители што ќе бидат во низината екипа. Никој од нив не кажува колку пари украде Груевски. Никој не кажува. И второ што сакам на таа тема да кажам, е многу важно, способните луѓе го чекаат моментот кога ќе си ја кажат собствената цена. Собствената цена на оваа јавна обвинителка не е 3000 евра. Нејзината цена е слобода за Македонија. Секој еден македонец кој што малци ќе осети што таа треба да работи. Не треба да има ивици во куќата за да ја чукни главата. Самиот да размисли дека јавната обвинителка треба да ја
да ја ослободи Македонија од диктаторчево, извини, греши. Добро. И мора тоа да се плати, не може да не се плати. Иначе многу ќе прекинам, готово завршувам, ми е жал што денес нема да те нашам, вчера многу мило ме беше кога те гледав колку се смееш, били жив и здрав, чао. Не ве слушнав добро на крајот, што? Добро. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Ало. Да, повелете, добар ден. Огнен, од Крушево, поздрав. Поздрав до Крушево од мене, повелете. Слобода за Македонија. Повелете. Како си, господине? Добар. Добро е, некаде при крајот на емисијата сме, повелете. Ево вака ќе почнам. Знаев уште од некне дека ова нема да се изгласа, меѓутоа причина е Заев, што појде во Израел. Тоа е причината. Сега се кријат во мишја дупка. Ги бројат деновите ВМРО-вците, затоа сега не избират јавни. Тука Европска Унија сега ке убаво, рекоа некои амбасадорите, од држава Македонија станува малку по малку протекторат. За се треба тие да не учат како треба, што треба. Ние сами ништо не можеме да одлучиме. Толку, кратко и јасно. Поздрав за тебе. Поздрав до Крушево и убав ден таму. Дали имаме време за уште еден гледаш? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па вака, овде се и се што се кажа, пред се јас мислам дека ако ти да речеме си, не знам, пример, ти си обвинител во наше државно и ако некој прави паралелна институција и ако да има од тебе плата 5-6 пати поголема или па 10 пати поголема плата, тогаш ти сигурно би реагирал, така? Пошто и таа обвинител и тие таму се обвинители. Овие до вчера кај работеа? Работеа таму, во ова исто наше македонско државно обвинителство. Овие сега се некоја паралелна специјална институција, па треба да има 10 пати поголеми плати. Да, така и е именувана институцијата како специјална. Па нека биде, не знам, супер специјална, си има ова држава колку треба да дава плата на тие обвинители, а не да бараат, не знам, екстра некои плати. Од овој народ толку може да дај. А таа, ако е доблесна, или тие таму, ако се доблесни, ако му е светиња правдата, па нека си работат за едни реални плати, не да барат преку леп погач. Друго јас би прашал, дали таа, че има право да го истражува и братот на Вице, колку милиони евра Заев испрале, уцениле со уцени заработиле од стопанственици, и друго би прашал, дали порано имаше специјални обвинители во време на криминална приватизација, време на ТАЦ, Октоподот, за време на заробени 1,5 милиарда девизи. Дали тогаш имаше специјални обвинители вакви во тој тежок криминално уништување на Македонија? За време на атентат на Киро Глигоров, атентат на Борис Трајковски, дали тогаш имаше специјални обвинители? Доста глумат дека праведници, а бараат некој диктатура, толку слобода како што има сега. Вакви емисии немало никогаш, ни во време на Бранко, ни во време на СФРЈ. Сега може да зборуваат се и се што, а ваква демократија никогаш немало. Поздрав, пријатно. Поздрав и до вас, и благодарам за јавувањето. Треба да се испита дали своевремено имало специјален јавен обвинител за, да речеме, походите на Александар III Македонски во Индија, ама тоа ќе проверам низ историските податоци на архивот на Македонија, па ќе ви кажам. Од мене пријатно.